Во оваа епизода ќе се запознаеме со врските на граѓанските организации според Законот за фондации и здруженија на граѓани. Подобрата внатрешна организираност на граѓанските организации очекувано ќе придонесе за поголема незина успешност во функционирањето и спроведувањето на задачите. Организациите се независни во управувањето, определувањето и остварувањето на целите и дејностите во согласност со Уставот и Законот. Работата на организацијата е јавна. Јавноста се остварува преку транспарентно објавување на статутите и другите акти на организацијата во согласност со статутот на организацијата. Организациите не може да се основаат за стекнување со добивка. Организациите може да вршат дејности со кои може да стекнат добивка, ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот. Ако во работењето на организациите се оствари добивка, таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со статутот. Остварената добивка не може да се распределува меѓу основачите, членовите на органите, директорите, вработените или кое било друго со нив поврзано лице. Организациите не може да вршат активности на политичка партија, односно не може да обезбедуваат директно или индиректно финансирање на конкретна политичка партија и да влијаат на изборите. Организациите можат слободно да ги искажуваат и промовираат своите ставови и мислења за прашања од нивен интерес, да поведуваат иницијативи. Секоја организација мора да има име и скратено име, ако тоа е предвидено со статутот и е запишано во регистарот. Името и скратеното име на организацијата јасно се разликуваат од имињата на другите организации кои се запишани во регистарот. Како име, скратено име или назив на организација не може да бидат употребувани имиња, презимиња, прекари, псевдоними, кратенки и иницијали на лица кои по која било основа, начин или форма биле или се поврзани со расна, верска, национална, етничка и друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, екстреминација, ширење или поддршка на фашизам, нацизам, национал-социјализам и Третиот рајх. Законот предвидува посебни ограничувања и постапка доколку во името на организацијата се употребува зборот Македонија, зборовите изведени од него и неговите кратенки, името на општините или име, презиме, псевдоним, прекар, кратенка или иницијали на историска личност. Здруженијето задолжително има статут. Законот точно ја утврдува задолжителната содржина на статутот. Па, например, статутот мора да има одредби за начинот на одлучување за зачленување, исклучување и престанок на членувањето во здруженијето, стекнувањето и располагањето со средства, остварувањето на јавноста и отчетноста во работата. Статутот може да уредува и други дополнителни прашања. Членувањето во здруженијето е доброволно. Физичко лице може да биде член на здруженијето независно од неговата возраст во согласно со статутот, додека малолетно лице со наполнети 14 години и лицата со ограничена или одземена деловна способност само со подпишана изјава од нивниот законски застапник. Здруженијето води регистар на членови и евиденција на членовите на органите, кои мора да се ажурира најмалку еднаш на 2 години. Здруженијата на граѓани мора да имаат собрание и застапник на здруженијето, додека здруженијето може, но не мора да има и други органи како управен одбор, извршен одбор и слично. Органите на здруженијето мора да се утврдени во статутот. Собранието е највисок орган на здруженијето и го сочинуваат сите членови. Законот ја утврдува точната надлежност на собранието. Па така, тоа, например, усвојува извештај на здруженијето, одлучува за промена на целта на здруженијето, избира и разрешува членови на органите и слично. Собранието работи на седници и по правило одржува седница најмалку еднаш годишно, а со статутот може да се определи и пократок рок за одржување на седница. Доколку се исполнети определени услови, собранието може да одржува и вонредни седници. Здруженијето има едно или повеќе лица овластени за застапување на здруженијето, избран, односно именуван на начин утврден со статутот. Правата и обврските застапникот на здруженијето ги врши во согласно со закон, статутот и актите на здруженијето. Финансиските средства на организациите се употребуваат за остварување на целите на организацијата, определени со статутот и програмата.
Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се должни да управуваат и работат со внимание и во согласно со начелата на добро управување во интерес на организацијата, а над личните интереси, односно во интерес на остварување на целите во согласно со закон и статутот. Организациите одговараат за своите обврски со целиот свој имот и средства. Организациите се должни на својата веб страница или на друг начин да ги објавуваат годишните извештаи за нивното работење. Организациите се должни да подготват годишен финансиски извештај, да го достават до надлежниот орган во согласно со закон и да го објават на својата веб страница или на друг соодветен начин да го направат достапен до јавноста. Извештаите организациите се должни да ги објават најдоцна до 30 април за претходната година. Основањето и определени промени во здруженијето се запишуваат во соодветниот регистар, на начин и во постапка утврдена со Законот за фондации и здруженија на граѓани. Се надевам дека успеав да ви помогнам и да ви ги доближам обврските на граѓанските организации според Законот за фондации и здруженија на граѓани. Доколку сте еколошка граѓанска организација и имате потреба од помош за вашето внатрешно функционирање, контактирајте го Македонското здружение на млади правници за да добиете дополнителни информации во врска со обврските на граѓанските организации преку програмата за правна и менторска поддршка на еколошки граѓански организации.